Почитувани, училиштата и школските дворови се претворија во арени за крвави тепачки. Не се знае дали некое дете ќе биде нападнато од соученици, дали ќе биде фрлено по скали или криминалци ќе влетаат и ќе претепаат професори. Студентските домови се претворија во живеалишта со субстандардни услови, каде најголем успех е да се задржи здравието. Во образованието изминатите 10 месеци нема проекти, нема капитални инвестиции, нема нови училишта, но затоа министерката Десковска успеа да стане министер за хаос и уназадување. Јавноста слуша само за укинување и уназадување во образованието, антиреформи, насилства и хаос во образованието. Секојдневно се редат скандали во училиштата и студентските домови, а министерката Десковска во стилот на Заев бега од одговорност за своите неуспеси. Најстрашно од се е што насилството стана секојдневие. Во училиштата веќе никој не може да им гарантира сигурност на учениците, па и на професорите. Пред некој ден се случи немил и скандалозен настан во основното училиште Гоце Делчев во Неготино, каде едно девојче беше претепано во школски двор. Министерката Десковска молчи и воопшто не е загрижена за тоа што брутално било претепано малолетно девојче во кругот на основното училиште во Неготино. Но за жал, ова не е единствен ваков немил настан. Такви има дузина. Во Битола исто така бил претепан ученик и тоа од страна на персоналот во училиштето. Во гимназијата во Гостивар беа претепани двајца професори со метални боксирачи и завршија со тешки повреди нанесени од насилници блиски до владеачката партија. Во Чеграни и Врапчиште исто така имаше немили сцени кога во групни тепачки беа повредени неколку ученици. Пред неполни 2 месеци малолетно лице беше избодено со нож во пределот на ногата од страна на непознат сторител пред училиште во Шутооризари. Надлежните институции, а посебно министерката Десковска, молчат. За жал, гледаме дека министерката нема капацитет, ниту стратегија за превенција, исто како и што нема доблес и да поднесе морална одговорност. Ова се резултатите на Десковска во образованието. Друго нема. Јавноста не виде никаков напредок во образованието откако Десковска е министерка. Студентските домови не се реновирани подолго време. Лифтовите во студентскиот дом Гоце Делчев со месеци не се сервисираат. Студентите немаат топла вода во студентскиот дом Стив Наумов, а во истиот дом студентите се жалат од обиди за провали и насилници кои им ја загрозуваат нивната безбедност. Десковска може единствено да се пофали со ужас во студентските домови. Тепачки по училиштата, запуштени и небезбедни студентски домови. Образованието е паднато на најниски гранки, како никогаш досега. Стотици лица, искусен и стручен наставнички кадар беше избркан од работа, само за да може да се спроведе брутална партизација во еден од сегментите кој е најважен за образување и воспитување на нашите деца. Сето ова Десковска го дозволи и пред сето ова замолчи. Може Десковска да молчи, може Десковска да се прави и глува и слепа пред овие проблеми, но јавноста гледа и веќе јавноста знае дека таа за овие 9 месеци стана најнеспособната министерка за образование која Македонија некогаш ја имала. Ви благодарам.